вести на Канал 8. Во тек се активностите за изградба на пешачко-велосипедска патека околу браната градче. Таа е дел од проектот Планински велосипедски рај, што се реализира на Осоговските планини. Паралелно со реконструкцијата на објектот, што е наменет за планинарски дом на Пониква, а во рамки на проектот Планински велосипедски рај, почна изградбата на пешачко-велосипедска патека од хотелот Евроградче до преградниот зид на браната градче. Стручните служби од општина Кочани информираат дека по завршувањето на машинскиот ископ на патеката, активностите ќе продолжат со порамнување на теренот и негово тампонирање. Патеката просечно е широка 1,5, а долга 520 метри и ќе биде поплочена со бехатон плочки. Со овој проект ќе се реконструира и постојната патека од местноста Бавчалук до локацијата Тополник. Тоа ќе значи подобрување на познатата релација што љубителите на пешачењето и на велосипедизмот вообичаено ја поминуваа по асфалтниот пат од Кочани до градче. Патеките ќе бидат означени со патокази, со уредени места за одмор, видиковци, клупи, канти за отпад и друга урбана опрема. Проектот Планински велосипедски рај вклучува изградба, реконструкција и надградба на постојните земјени велосипедски патеки на Осоговските планини, што се на релација од градче до Пониква и обратно. Нивната вкупна должина е по 15 километри, а третата велосипедска патека е 2 километри и води од преградниот зид на браната до водопадот. Уредувањето на пешачко-велосипедските патеки и патеките за планински велосипедизам, како и за планинско пешачење, во вкупна должина од 35 километри, е со цел да се зголеми атрактивноста на кочанскиот дел од Осоговијата, како и да се промовираат природните и културните локалитети. 27 активни случаи на COVID-19 во општина Виница, од кои поголем број се регистрирани во последната недела. Расте бројот на лица и во домашна изолација, а двајца пациенти се хоспитализирани на инфективно воштип. По новиот кластер во конфекција во Виница од пред 3 недели, при кој се зголеми бројот на ново заразени со COVID-19 во оваа општина, континуирано се зголемува бројката на заразени од вирусот. Кризниот штаб на Виница на последниот состанок ја согледа моменталната состојба со коронавирусот во оваа општина и беше констатирано дека во моментов има 27 активни случаи, 37 се во изолација и двајца пациенти се лекуваат на инфективното оделение во Штипската клиничка болница. 5 од активните случаи се со лесна симптоматологија и стабилна здравствена состојба, а останатите пациенти се асимптоматски. Знаеме дека во последно време во општина Виница се појавија повеќе позитивни случаи. Кризниот штаб и сите институции кои што се под надлежност на општина Виница преземаат мерките, како и мерките кои што ги донесе владата на Република Северна Македонија. Што се однесува до бројот на позитивни случаи во општина Виница, моментално е 27, а инаку има плюс 37 лица кои што се во домашна изолација или вкупно се 64 лица. Тоа се на територијата на општина Виница. Меѓутоа имаме плюс 2 случаи кои што се во болница, во Штип, така да бројката доаѓа до 66 лица. Со оглед на последните случувања кои што ги има на наша територија, значи граѓаните се повеќе загрижени и пред се ги почитуваат мерките, меѓутоа може да се забележи дека и дел од граѓаните не се толку исплашени, така да со состојностите кои што ги одржуваме со кризниот штаб и препораките кои ги упатуваме до нашите граѓани, се надевам дека сериозноста во врска со COVID-19 граѓаните ќе ја сватат како што е потребно и се надеваме дека ова бројка ќе стопира тука и повеќе ќе немаме позитивни случаи на нашата територија. Почетокот на овој дел беше од текстилен кластер, кој што сега веќе почнуваат да стигнуваат позитивни резултати, бидејќи до овие вработени веќе на повторно тестирање со повторен тест стануваат негативни. Значи на почетокот беше од една текстилна фирма која што беше пренесена од Штип и да дојде во наша конфекција, меѓутоа има и поедини случаи кои што имаат контакт со овој кластер. Се надеваме дека овде ќе биде затворен овој кластер и дека повеќе ќе немаме позитивни случаи во нашата општина.
Сите заразени лица, освен двајцата хоспитализирани, се со решенија од Државниот санитарен и здравствен инспекторат на домашно лекување и здравствен надзор со изолација, како и нивните контакти со висок ризик од прв ред кои се во изолација. Вкупниот број на направени тестови од почетокот на пандемијата во општина Виница е 230. На состанокот на кризниот штаб, меѓу другото, беше констатирано дека сите надлежни институции да продолжат уште поефикасно да ги спроведуваат соодветните законски регулативи, а инспекцијските служби и МВР да ги санкционираат сите непочитувачи на мерките, препорачани од страна на Министерството за здравство. Голем број верници присуствуваа на светата литургија што во неделата се одржа во Кочанскиот храм Свети великомаченик Ѓорги, а на која беше донесена копија од чудотворната икона на Пресвета Богородица, така наречена Вратарица. Верниците се поклонија на иконата која ќе биде пренесена во манастирот Свети Пантелеймон во село Пантелеј. Нова чудотворна икона од Света Гора пристигна во неделата во Кочанскиот храм Свети великомаченик Ѓорги. Станува збор за копија од чудотворната икона на Пресвета Богородица Вратарница Иверска во православниот свет, позната како Портаитиса. Овој радостен момент за православните беше одбележан со света архиерејска литургија, на која, освен свештениците од Брегалничката епархија, чио начинствуваа тројца владици од МПЦ, новиот Кумановско-Соговски Григорий, Тетовско-Гостиварски Јосиф и Брегалничкиот надлежен владика Иларион, по чија иницијатива е донесена иконата на поклонение во Кочанскиот храм, за подоцна да биде пренесена во манастирот Свети великомаченик Пантелеймон во село Пантелеј. Ова икона ја има и во Русија и на други места како копија, по Божја промисла и по милоста на Мајката Божја, еве се дојде кај нас, во овие тешки времења на искушение да не утеши, да не охрабри. Ова икона е подарена од еден наш многу драг и сакан брат, кој што најмногу и помага на Мајката црква. И ова икона од тука заминува во манастирот Свети Пантелеймон во Пантелеј, каде што веќе има и сестринство. Таму ќе стои и секој кој што ќе сака да се помоли пред неја, ќе може да појде и да се помоли. Инаку, иконата, како што самите гледате и чувствувате, има голема сила, благодат и моќ и се надевам по молитвите на многуте свети кои што ја молат Мајката Божја, заради покаянието на сите нас, заради љубовта наша кон Мајката Божја, како и во незиниот манастир, така и тука ќе прави многу чуда и ќе дава многу исцеление на болни и на сите оние кои што ќе барат помошта Божја преку Мајката Божја. Пред присутните бе се да одржа новиот митрополит Кумановско-Соговски Григорий, кој ги истакна чудата преку кои е појавена самата икона на Богородица. Уште во времето на иконоборството, иконата се најдувала во некоја благочестива жена, која што во 9 век, на крајот на иконоборечката иконоборството, за да не се оскверни иконата, ја пропуштила во морето околу Никеја. Меѓутоа, по Божјо допуштение, по Божја промисла, иконата се придвижила низ водните струи, како некогаш што израелскиот народ одети во вода, како посуво е избавен. Исто така, чудотворната икона Иверска се појавила во вид на огнен стол на крајбрежјето на Света Гора. Сите присутни верници кои беа на литургијата се поклонија пред чудотворната икона и им беше дадено памукче допрено до иконата и мала икона од Богородица. На литургијата пееше лесновскиот хор Света Лидија Македонска, а на крајот од литургијата се служеше молебен на Пресвета Богородица, на кој пееше детскиот хор Свети Роман Сладкопевец. Во саботата Кочани беше домаќин на традиционалниот влашки етнофестивал под назив за Петровден сите на планина. Поради епидемијата од COVID-19 на фестивалот не настапија музички групи и ансамбли од Македонија и од странство, кои се традиционални учесници и се представуваа со влашки изворни народни песни и јора.
По околу едномесечно одложување во саботата на планинскиот рекреативен центар Пониква на Осоговските планини се одржа традиционалниот влашки етнофестивал на Петровден сите на планина, чиј организатор е пејачката група Грамостејањ од Скопје. Причина за одложувањето беше законското ограничување за организирање музичко-сценски настани и концерти поради епидемијата од COVID-19. Токму во средината на јули, кога вообичаено се одржува фестивалот. Решивме да одржиме оваа традиција што имаме, да не ја прекинеме традицијата, затоа оваа година ќе биде малку поскромно, со помалку све. Ние ќе покушаме сите овие прописи што ги дава владата, све да со маски, со дезинфекциони средства и така ќе го одржиме и овој концерт, што реков, да не се прекине традицијата, со помалку гости, бидејќи од надвор не може да ни дојдат гости као секоја година што се од земјиве, од комшии што се. И овде од држава, од Македонија и од тука многу ни откажаа сите што требаше да настапат, од Штип, од Крушево, од Битола, од Скопје, и малце поскромно со групата ние ќе си испееме нашиот дел и со еден, двајца, тројца пејачи, и мислиме дека ќе биде добро, поскоро, па од до година кога ќе средат ситуацијата, ќе правиме како што треба, многу подобро. И годинава покровител на Влашкиот етнофестивал беше општина Кочани, а градоначалникот Николчо Илиев нагласи дека дава целосна поддршка оваа манифестација да продолжи и во иднина. Овој настан за општина Кочани навистина е многу важен и затоа јас како градоначалник упатувам голема благодарност до друштвото Грамостејањ, кој што успеа и во овие услови да сепак ја продолжи традицијата и го организира овој настан, кој ги продолжува, односно групата Друштвото Грамостејањ се наследници и тие ја продолжуваат да ја пренесуваат традицијата и обичаите на власите кои што во овој регион, односно во Осоговието, во срцето на Осоговието Пониква се занимавале со стошарство и навистина биле познати како добри производители на млеко и млечни производи, а секако настанот кој што е организиран за Петровден или како што сега се организира овој настан за Петровден сите на Пониква, навистина била една убава прилика сите да се сретнат, да се видат, да си разменат мислење, да си поразговарат и навистина да ја продолжат оваа убава традиција и обичаите кои што биле дел од нивното секојдневно живење, ги пренесуваат на генерациите, на помладите генерации, и само така ќе можеме да ја одржиме и културата, односно ќе ја знаеме и културата на луѓето од влашка националност кои што живееле овде, и ќе можат младите да се запознаваат и со културата и со начинот на живењето во тоа време, односно во средината на минатиот век. Традиционалниот Влашки етнофестивал е дел од манифестацијата Петровденски конаци што се одржува по повод верскиот празник посветен на Свети Петар, заштитникот на Кочани. Од викендов во Кочани почна со работа продажниот објект на ЛТ Центар. Станува збор за богато снабден и современ уреден трговски центар во кој граѓаните можат да купат се што им треба за домакинството. Во саботата во Кочани на улицата Скопска почна со работа новиот ЛТ Центар. Станува збор за современ продажен објект кој нуди опрема и алат за домакинството, земјоделски препарати и репроматеријали и друга стока за широка потрошувачка. ЛТ Центарот е добра можност на едно место да се добие одличен квалитет по достапни цени, а истиот е сместен во објектот кај поранешниот ресторан Софра. На свеченото отворање имаше голем број посетители, а од компанијата Елен Џорлев од Виница, која го отвара објектот, најавија поволни услови за купувачите. Кочани добива еден центар каде што на едно место нашите купувачи може да најдат најразличен асортиман од секој вид на рачен алат, електричен алат, бои лакови, ХТЗ опрема и ракавици, градежни материјали. Значи во склопот на ЛТ центарот ќе има и земјоделска аптека, така да сакаме да офатиме повеќе различни бранши, значи да сите наши купувачи да бидат задоволни, на едно место да најдат одличен квалитет и одлична цена. Нашата предност е што
скоро над 90% од целиот асортиман во ЛТ центар е наш собствен увоз, каде што можеме на нашите купувачи да им понудиме екстра цена, добар квалитет и огромна понуда од различен асортиман. Освен рачен алат и опрема за домаќинството, купувачите во новоотворениот ЛТ центар ќе можат да се снабдат и со градежен материјал, храна за домашни миленици и голем број други производи од познати домашни и странски производители. За само 2 дена Кочани загуби 2 вистински големи спортски легенди – Милан Ангелов Глма и Благој Јанков Гоне, и двајцата професори по физичко воспитување, и двајцата врзани со гимнастиката, планинарењето, ракометот. Кочани загуби многу. Загуби пред се големи и хумани луѓе. Загуби спортисти. Загуби наши сограѓани. Нивното учество во спасување на завеаните 2 автобуси со деца од Штип во јануари 1981 година на Пониква уште долго ќе се прераскажува меѓу кочанчани. Поради тоа, градот и граѓаните ќе им бидат вечно благодарни. Нека им е вечна слава. Следува информацијата од спортот. Предстојниот викенд ќе почне новото првенство во втората фудбалска лига Исток. Од екипата на Осогово најавуваат дека подготвено и со нови играчи ќе влезат во борба за одржување на статусот во лигата. Фудбалерите на Осогово ги привршуваат подготовките за почетокот на новото првенство во втората фудбалска лига Исток. Тренинзите во текот на целиот изминат период се одвиваа на стадионот Никола Мантов, а со нив работеше тренерот Кирчо Ѓорѓиев, при што му помагаа Ефтим Аксентиев и Ангел Чарсов, додека тренер на голманите е Горан Ѓорѓиев. Според играчкиот потенцијал и подготвеноста на тимот, од клубот најавуваат дека сезонава ќе играат постабилно и за разлика од минатогодишното првенство нема да стравуваат за опстанок во лигата. Па ова сезона Осогово треба да пред се да биде стабилен второлигаш. Очекуваме добри утакмици, добри партии, долго првенство. Се надевам дека ќе бидеме добар, стабилен второлигаш. Екипата работи напорно, се работи напорно, тренираме. Мислам дека оваа година ќе бидеме барем на средината на табелата. Еден стабилен второлигаш, еден добар лик на градот Кочани и мислам дека нема да разочараме. Од стручниот штаб најавуваат дополнително засилување на играчкиот кадар што треба да овозможи исполнување на планот за стабилно учество во второлигашкото друштво. Трансфер сезоната уште не е завршена. Очекувам во периодот кој следува да не се приклучат најмалку 1 до 2 играча, така да екипата ќе добие на квалитет и мислам дека ќе бидеме равноправен противник со сите противници. Еден од фудбалерите што сезонава ќе ги брани боите на кочанскиот второлигаш е и Стојан Чевелинов, кој по повеќе од една деценија се врати во матичниот клуб. После поточно 12 години се враќам во матичниот клуб и очекуваме на добра сезона и се надевам дека на крајот ќе оствариме целта. Целта ни е у првите 5 екипи да бидеме. Па сега здраве да не служи, времето ќе покаже што како понатаму. Имам договор овде за 6 месеца. Па сега ќе видиме, време ќе покаже дали ќе останам, дали ќе го промена клуба. А моја желба е како и на секој играч да се пензионира во матичниот клуб, али сега има време, времето ќе покаже, па ќе кажам. Во рамки на подготовките, жолтосините викендов на стадионот Никола Мантов одиграа пријателски контролен надпревар со штипскиот второлигаш Брегалница. При тоа претрпеа пораз од 2:0. Гостите поведоа во првото полувреме со голот на Стојанов во 40-та минута од пенал, а крајниот резултат го постави Кудев во 81-та минута. Инаку, првенството почнува викендов, при што во првото коло Осогово в сабота ќе патува во Гевгелија на средба со Кожув.
Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.